Новоизбраниот председател Барак Обама ја избра Сузан Рајс, една од советничките во неговата кампања за надворешна политика, да биде новиот амбасадор на Соединетите Американски држави во Обединетите нации. Која е Сузан Рајс, што ќе помогне во обликувањето на американската дипломатија? Во приложение. Пред една деценија служила во Клинтоновата Бела куќа како една од најмладите воопшто именувани за функцијата помошник државен секретар за африкански прашања. Овде е во посета на председателот на Мозамбик. На 32 годишна возраст во незината надлежност имала повеќе од 40 држави. Кога Ал-Каида изведе бомбашки напади на американските амбасади во Танзанија и Кенија, Рајс беше силно инволвирана во официјалниот одговор од американската влада. Кога Барак Обама ја именува за амбасадор во Обединетите нации, тај изборот на Обама го нарече сигнал за светот дека Америка е на пат на промена и изјави дека мора да одговори на новиот предизвик. Да се спречи конфликт, да се промовира мир, да се бори со тероризмот, да спречи употреба на нуклеарно оружје, да се справи со глобалното затоплување, геноцид, сиромаштија, болести. Сузан Рајс е родена во 1964. Има дипломи од универзитетите Стенфорд и Оксфорд. По службата во владата, Рајс ја кревава јавната свест за ужасите што ги видела во Руанда во 1994. Дала збор дека ќе стори се што може да се спречи идно масовно убиство. Неодамна Рајс го повика Конгресот да употреби сила за прекинување на крвопролевањето во регионот Дарфур во Судан, каде според проценката на Обединетите нации 300.000 луѓе умреле. Како представник на Брукинс институцијата во Вашингтон, минатата година таа сведочева пред Сенатот за ситуацијата во Дарфур. Да бидам јасна, не дојдов лесно до заклучок дека треба да употребиме воена сила. Исто како и вие, сенаторе Бајден, јас не сакам убивање, но мислам дека во одреден момент мора да се запрашаме кога е доста. Во Обединетите нации Рајс ке се судри со заостанатите тензии во врска со Бушовата администрација и одлуката во 2003 да влезе во војна во Ирак, а подоцна и со притисокот за реформа на светската организација. Но дипломатската заедница на Рајс гледа како на противник на војната, а поврзаноста со новата администрација ја гледа како предност. Незиното назначување треба да биде потврдено од Сенатот.